монтиран мод. Ги имаме измоделирано врските, сега ќе ги моделираме телото. Земаме парче фолија, претходно го изолираме моделот со вода, го поставуваме на вестибуларната страна со притискање на гингивалниот дел и отсекување на странично делот каде што се врските, за да може да ја протнеме фолијата кон палатинално. Од кога ќе го исечеме, ја буткаме кон палатиналниот дел и повторно ја враќаме кон вестибуларно. Од кога ќе ја бутнеме кон палатинално, повторно ја враќаме кон вестибуларно, со тоа што со прстите притискаме и правиме лак, затоа што фронталните мостови има форма на лак. Со плав восок ги спојуваме врските со телото од палатиналната страна и од вестибуларната страна. И од вестибуларно на интерденталните простори. Од кога ќе ги споиме, земаме антагонист кој што претходно го изолираме во вода и го поставуваме во оклузија, за да го добиеме преклопот на горните со долните инцизиви. Значи убаво ќе притиснеме, ова би ни била оклузијата на горните со долните инцизиви и со плав восок маркираме средината на инцизивите. Преклопот треба да не биде горните со долните инцизиви точно на средина. Френулумот, потоа ги маркираме членовите помеѓу латералните и централните инцизиви. Централните ни се малку пошироки и преклопот е на долниот прв и долниот втор инцизив. И во инцизалниот дел, инцизивите ги продолжуваме малку над долните инцизиви, а додека латералните малку пократки. Од кога ќе ги исцртаме инцизалните рабови, го цртаме вратниот дел. Вратот на централните инцизиви е отприлика на ниво на канините или малку повисоко, а додека на латералните е малку пократок во однос на централните инцизиви и канините. Од кога ќе ги исцртаме вратните делови, со плав восок појачуваме интердентално помеѓу членовите, ги правиме преградите, го тргаме антагонистот и го тргаме вишокот. Значи, со топло ноже го тргаме вишокот што ни е во инцизалниот раб. Со тоа што на латералните малку пократки, а додека инцизивите се малку подолги и ја вршиме сепарацијата помеѓу инцизивите вака и помеѓу канините. Следно го тргаме вишокот што ни е во вратниот дел, го засекуваме до каде што ни е маркирано. И ја тргаме вишокот фолија. Сечеме убаво. Така. Интердентално го ослободуваме просторот помеѓу членовите и врските. Тој треба да ни биде слободен во форма на У латиница обратна, а не во форма на латиница В. Значи, треба да имаме простор за папилата.
денталниот простор помеѓу инцизивите. Од кога тоа сме го завршиле, ги поставуваме ретенциите на членовите. Ретенциите се изработуваат со тенки восочни штивчиња или со тенка фолија. Значи, отсекуваме парче фолија и го поставуваме во вестибуларниот дел. Така. И го спојуваме со плав восок во вратниот дел и во инцизиалниот дел. Значи, го поставуваме на сите членови и потоа преминуваме во моделација на анатомоморфолошки палатиналниот дел на инцизивите. Значи, палатиналниот дел во гингивалниот дел треба да ни биде слободен за само чистење, затоа што ова е естетски од кога ќе измоделираме, проверуваме повторно оклузија, да немаме предвремен контакт. Антагонистот повторно ќе го изолираме и го поставуваме во оклузија. Латералните малки ги продолжиме. Внатрешниот дел ќе го измоделираме со плав восок, малку ќе го појачаме. Инцизиалниот трап малце ќе го продолжиме да бидат подолги инцизивите. Единиците обично се малку подолги или на исто ниво со канините. И довршуваме со моделацијата од палатиналната страна.
кога ќе го измоделираме телото и од кога ќе ги поставиме ретенцијата на сите членови, тогаш земаме механичката ретенција, поставуваме со лак и перли. Значи, со четкичката проваѓаме на вестибуларната страна, каде што ни е прозорчето, со лакот и ги нарисуваме перлите кои што треба да се залепат на вестибуларната површина. Со тоа ја добиваме механичката ретенција и после леењето добиваат метални перлички кои што ни се хемиска механичка врска за фасетките. Значи со тоа сме ја завршиле моделацијата на телото на фронтален мост.